Дивењето на младите во доцните часови во населбата Баби во Штип предизвика лавина реакции на жителите на населбата. Од кршење на стаклени алкохолни пијалоци и хулигански однесувања, жителите секоја ноќ не можат око да склопат. Кога излегуваме наутро, местото е расфрлано и нечисто, велат тие, и додаваат дека ваквата ситуација станува небезбедна. Сау за тама, ако не знам, а вака за друго не е ништо обезбедно тука. Не се знае тука што се работа вечерење. Тоа чудо се прави тука. Тука дојме со обали клупи расфрлано. Дојме тука шишиња стаклени кршено и тоа кршено се до клупите од стакло дробени овака со камења да не може да седеме. Нема обезбеđenje тука у Бабите. Кој тоа работи? Има ги такви машкарци кои се што се не знам. Мене ме нападна тука е дрогирање. Ноќта и у парку тука е близнаците ме нападна. Совлечуваат се голи, тука се дрогират. Од 68 година сме тука, ово е срамота што го прават. Овде у Баби, најкриминалско село е. Со ваквата ситуација покрај целиот неред, дел од жителите на населбата велат дека навечер стравуваат дури да извадат средства од банкоматите, па затоа истакнаат дека се упатуваат во централните. Тебе да направат нешто институции, јако нешто ти опасно е тука. Не, тука вадат некои си, не, ово е опасно тука. Овде не може 10-11 сата, ми едно време 10 дена собирам ги, сега спијат, другијат се. Жена ќе дојде да изваде. Смее ли да улезе таму? Повеќе се машки полове него жени. Значи не е безбедно. Не, треба да има. Тука треба да има 24 сата полиција. Па да видат што се работи, како се работи. Јас идем у банката, у градот си земам. Од банка таму, од банка кога работеш и сега си таму у банка. Во согласно со ситуацијата, ваквото однесување се должи на недоволна култура и цивилизација, што го додава фактот дека целиот воспитен систем најпрво започнува од дома и е основа по која ќе се темели понатамошното стекнување на културата и цивилизацијата.